Почитувани граѓани, почитувани новинари. СДСМ, како одговорна партија, останува на страна на граѓаните и нивните интереси. Владата, предводена од СДСМ, донесе одлука за укинување на спојувањето на концесиите за рудникот во Иловица. Со тоа, продолжуваме да ги користиме сите механизми за да спречиме отварање на рудниците во Струмичкото поле. СДСМ од првиот ден беше против и се уште е против отварање на рудници, за разлика од ДПМН, кои денес лицемерно глумат загриженост, а впрочем, токму тие ја дадоа концесијата за рудникот Иловица, како и други 85 концесии за рудници. Одлуката за доделување концесија за рудник за бакар и злато во Иловица е донесена на 16 јуни 2012 година. Еве го документот што тоа го потврдува. На оваа одлука потпишан е Зоран Ставревски како тогашен заменик претседател на владата, еден од најблиските соработници на бегалецот и почесен претседател на ДПМН Никола Груевски. Пред доделувањето на концесијата претходеле позитивни мислења од неколку државни органи. Тоа е овој документ каде се издвоени позитивни мислења од неколку институции. Миле Јанакиевски, тогашен министер за транспорт и врски. Паско Кузман, тогашен директор на Управата за заштита на културното наследство. Љупчо Димовски, тогашен министер за земјоделие, се само дел од тогашните функционери на ДПМН и коалицијата кои даваат поддршка за отварање на рудник во Иловица. Позитивно мислење даваат и општините Новосело и Босилово, тогаш раководени од градоначалници и мнозинство во Советот од редовите на ДПМН. За разлика од нив, владата предводена од СДСМ, уште од старт на мандатот презема чекори во насока на заштита на интересите и барањата на граѓаните и затоа рудниците не се отворени до ден денеска. Во јуни 2019 година, владата предводена од СДСМ го задолжува Министерството за економија да достави предлог одлука за едностран раскин на договорот за концесија, а во декември истата година, истата влада на СДСМ носи одлука за едностран раскин на договорот за концесија. Тоа е вистината за концесиите, дозволите и одлуките за рудникот за бакар и злато во Иловица. ДПМН со својата неодговорност, неспособност и алчност ја втурна државата во судски лавиринти во кои се уште е заглавена. За разлика од нив, СДСМ ќе продолжи да ги штити интересите на граѓаните, ќе продолжи со заштита на здравата животна средина и ќе продолжи да работи на отварање на нови работни места, но во сектори и индустрии кои не ја загрозуваат животната средина. Ви благодарам.